Косово и Северна Македонија не веруваат дека етничките разлики, без да бидат поттикнати од одредени политички центри, можат да доведат до нови конфликти на Балканот. Прашањето за регионалната стабилност во услови на нарушена безбедност во Европа поради руската агресија врз Украина не беше посочено како една од главните теми на заедничката меѓувладина седница, што денеска се одржа во Приштина, но сепак беше важно за медиумските екипи да побараат одговор од двајцата премиери Албин Курти и Христијан Мицкоски. Не верувам дека етничките разлики создаваат конфликти. Може да има политички центри кои со цел доминација, хегемонија, репресија ги користат етничките разлики, но тие самите како такви не создаваат конфликти. Може да има желби, но не верувам дека има концепти како во 20-тиот век кои се користеа, особено од официјален Белград, за преку етнички разлики да се предизвикаат крвави војни во регионот кои има за цел создавање голема Србија од таа се помала Југославија. Етнички теми отвараат политичари кои што немаат идеи, кои што се каде што има отсуство на реални идеи, кои што решаваат реални проблеми за реалните потреби на граѓаните. Тогаш тие не знаат како да привлечат внимание и на тој начин преку политички екзибиционизам се одлучуваат да анимираат публика. Ние сме тука да разговараме за енергетски прашања, за транспортни прашања, за економски прашања, за подобра меѓусебна соработка, образование и така натаму и така натаму. Тоа е она кое што не поврзува и тоа. Денешната заедничка меѓувладина седница, прва од ваков тип откако новата влада во Скопје стапи на должност, се случува во период на политички тензии во земјава меѓу владеачката ВМРО ДПМН и опозицијската ДУИ. Јавното праќање пораки се интензивира во пресрет на постапувањето на Уставниот суд за неколку членови од Законот за употреба на јазиците, нешто што партијата на Ахмети го смета за потенцијален удар врз мултиетничноста на Македонија. Тие судии кои што во моментот се дел од Уставниот суд кај нас, се судии кои што без исклучок избрани од мнозинството на Демократската унија за интеграција и СДСМ. Јас навистина не знам од каде е впечатокот дека ние имаме влијание или сме можеби семоќни и контролираме сите политички партии во Македонија, што не е така, но треба да знаат вашите гледачи дека од првиот до последниот судија во Уставниот суд се избрани во парламентот, во Македонското собрание, кога мнозинство беше владината коалиција СДСМ ДУИ. Зошто токму сега се актуализира? Тоа прашање, одговорот веќе го дадовме во првиот сет прашања. Сите оние политичари од минатото, кои што се темни сенки на минатото, бидејќи не можете да ги слушнете како зборуваат за предлози и реформи во економијата, например, даночниот систем, образованието, енергетски проекти, транспортни проекти и така натаму, единствената карта на која што тие ја темелеа својата децениска политичка кариера беше криминал и корупција и етнички конфликти. Во Северна Македонија нема закон за употреба на албанскиот јазик, туку закон за употреба на јазиците кои ги зборуваат 20% од населението. Верувам дека сите треба да чекаме на една правична одлука на Уставниот суд кој нема да направи каква било дискриминација и кој го почитува мултијазичниот карактер на Македонија. Во Косово 93% од населението се албанци, а само 4% се срби, но српскиот јазик е службен јазик. Не може да се каже дека во Северна Македонија албанскиот јазик бил службен и сега е под закана. Ова не е вистина. Наспроти овие теми отворени на пресконференцијата, главните прашања на денешната седница биле зајакнување на соработката, економијата, трговската размена, инфраструктурните проекти. Подпишани се 3 протоколи за енергетска соработка, за заеднички граничен премин, како и протокол во делот на образованието. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.